Во овој период преговори меѓу Скопје и Софија ќе нема. Разговорите ќе продолжат по априлските парламентарни избори во Бугарија. Тоа го обелодени премиерот употребувајќи формулацијата официјалните преговори завршија. Процесот на официјални преговори заврши. Аз верувам дека следува процес на реализација на акциониот план, а веднаш после изборите во Бугарија да влеземе во разговорите и преговорите на политичките основи, затоа што секогаш пред избори навистина е нерационално или невнимателно, непродуктивно да се преговара за политички теми, но можеме да работиме на акциониот план. Инфраструктурата, спортот, образованието, информатичкото општество, не знам, туризмот и многу други обврски кои што ни се на двете страни, се со цел да го јакнеме пријателството. Она на што во наредните месеци до априлските избори ќе се фокусираат надежните ќе биде имплементација на акцискиот план, за што и минатата седмица во Софија беше специјалниот пратеник Владо Бучковски. Паралелно за ситуацијата со Бугарија, која откако отвори низа меѓу другото идентитетски прашања, го блокираше почетокот на преговори со ЕУ, се подготвува терен да се дебатира во собранието. Верувам во координација со председателот на Комисијата за надворешна политика ќе договорат точен термин кога е слободен парламентот, пратениците, членови на таа комисија да бидат присутни, за да може да дадат секако информации за потребите на парламентот и на пратениците. За сега не се знае кога би се одржала седница на комисијата. Не се исклучува можноста тоа да се случи неделава. За ветото од Бугарија, Христијан Мицкоски денеска во Будимпешта разговарал со унгарскиот премиер Орбан. Зборувавме за блокираниот пат на Македонија во рамките на Европската Унија и нашите домаќини го споделија нивното искуство како течеа преговорите кога Унгарија практично стануваше членка на Европската Унија. Од страна на домаќините беше уште еднашка реафирмирана недвосмислената поддршка за Македонија, за македонскиот народ, за граѓаните на Македонија. Евроинтеграциите биле тема на денешниот состанок во претседателскиот кабинет. Шефот на државата му пренел на евроамбасадорот Дейвид Гир дека само преку диалог и почитување на принципите и вредностите на Унијата може да се надминат билатералните разлики и предизвици. Ниедна земја членка на ЕУ не смее преку поставување и рационални барања да ја доведува во прашање европската иднина на нашиот народ, порачал претседателот Пендаровски. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.